Почитувани мој добар ден. Го следите најновото издание на Црвена линија. Амбасадорите на Соединетите Американски држави Анџела Агилер и на Европската Унија Дейвид Гир порачаа дека распуштање на судскиот и обвинителскиот совет е мешање во судската власт. Одговорот на премиерот Мицковски не се чекаше долго. Амбасадорите се мешаат во внатрешните работи во државата. По критиката на премиерот Мицковски, изјавите на амбасадорите се умерени. Ветуваат поддршка во реформите на владењето на правото, но ставот е ист. Не се мешаат во внатрешните работи на државата. Дали ќе се распуштат судскиот и обвинителскиот совет, ќе се послушаат ли препораките на амбасадорите или ќе има трето решение? Тоа на што денес ве прашуваме во Црвена линија. Секако ве прашуваме и на Инстаграм, и ако не сте не заследиле, заследете не веднаш и одговорете на прашањето кое што ве очекува доколку кликнете на Инстаграм стори. А таму ве прашуваме: го оправдувате ли одговорот на премиерот Мицковски дека амбасадорите се мешаат во внатрешните работи на државата? Имате две опции за одговор: да, не. Кликнете, притиснете на вашиот одговор, ќе ги собереме резултатите пресметани во проценти и секако ќе ги објавиме таму некаде по рекламите во ова денешно издание на Црвена линија. А пред да почнеме со дискусијата со вас, да го погледнеме и прилогот на Тамара Грнчаровска. Амбасадорите ќе го продолжат својот диалог со владата по прашањата кои се клучни за пристапувањето на Македонија во Европската Унија и дел од нив не сметаат дека со своите коментари се мешаат во внатрешните работи на земјава. Вака дел од амбасадорите одговорија на вчерашната изјава на премиерот Христијан Мицковски дека станало пракса странските дипломати да се мешаат во внатрешните работи во државата, критикувајќи ги нивните изјави за катастрофалните состојби со владењето на правото до вербата во судскиот совет. Евроамбасадорот Дейвид Гир по чија изјава од пред 2 дена за тоа какви чекори се очекуваат од владата во борбата против корупцијата и промовирањето на владењето на правото, но и неговата забелешка дека идејата на владата за распуштање на судскиот совет и советот за јавни обвинители ќе значи мешање во судската власт, дојде критиката од Мицковски до амбасадорите. Денеска Гир не толку директно, но сепак испрати порака до владата дека се надева дека конструктивната соработка ќе продолжи. I think the Prime Minister raised some important issues. I think we're very much agreed about the need for reform of the rule of law, and this is crucial for the European path of the country. And of course, we will continue to engage with the Prime Minister, with the government, to discuss on the best ways of moving forward, as well with other parts of the system. So I think we're looking forward to a very continuing, constructive relationship. We share the same goals to bring this country into the European Union as soon as possible. Гир при тоа утрово, доаѓајќи на работниот појадок за дипломатскиот кор кој го организираше шефот на македонската дипломатија Тимчо Муцунски по повод 75 години НАТО, рече дека го поздравува фактот што новата влада го продолжува она што веќе го изградила старата влада, како што се поддршката за НАТО, поддршка за продолжување на целосната усогласеност со заедничката надворешна и безбедносна политика на Европската Унија, но и ненамалената поддршка за Украина. Амбасадорката на Германија Петра Дрекслер на изјавата на премиерот Мицковски дека амбасадорите со своите коментари за владењето на правото и судскиот совет се мешаат во внатрешните работи на земјата, рече дека тие ќе го продолжат диалогот со новата влада и уверена е дека тоа ќе биде ценето од сите страни. We have a very strong exchange also on issues of rule of law. That's part of the EU accession process. As you know, the fundamentals are called the fundamentals because they are so important. So we look forward to continue that dialogue. Thank you. Of course not. Министерот за надворешни работи Муцунски во воведното обраќање на денешниот работен појадок со амбасадорите по повод самитот на НАТО, кој идната недела ќе се одржи во Вашингтон, изјави дека со некој од нив веќе се сретнал и можел да размени идеи, но оти очекува со сите нив да има плодна соработка и билатерална, но и како сојузници во НАТО. А сега време да ја започнеме дискусијата со вас. Оно што особено не интересира во ова издание на Црвена линија е всушност како и секогаш како граѓани на оваа земја, еве и да не кажете ваш став и мислење околу тоа колку сте задоволни од работата во судството, дали сметате дека се неопходни реформи и дали имате доверба во судството на оваа земја.
Одеме, верувам, и со првиот гледач. Напомена на самиот почеток по вртењето на 023070005. Не заборавајте задолжително и да го намалите целосно тонот на телевизорот. Може би премногу пати повторуваме, но тоа е особено важно од технички аспект, за да не се губат оние 90 секунди кои што се наменети за едно јавување, околу тоа дали доволно добро се слушаме, да немате чувство дека некој друг зборува наместо вас и секако веднаш да биде јасно дека сте вклучени во емисија во живо. Па ајде да ве слушнеме како граѓани, ја верувам секој од вас горе-долу имал низ животот, односно низ својот животен век искуство и со македонското судство. Сметате ли дека пред се дали имате доверба во македонското судство и дали сметате дека се неопходни реформи? Добар ден! Ало, добар ден. Љупчо, голем поздрав до вас. Себе како граѓани на оваа земја, дали сметате дека судството треба да претрпи промени, реформи? Што похитно. Што похитно. Пазите, не само ја како граѓани, него ако отидете во судските кулуари и ако почнете да разговарате со вработените или со судии, ќе слушнете такви пикантерии да ќе ви се згади какво е судството во Македонија. Пазете, не значи не сакам никого да напаѓам, од личен пример тргам, со докази сакам да разговарам, докази сакам да презентирам. Ако е ова судство што ми се случи мене и на сопругата во оваа држава, тогаш секој чест за правдата. Да вие го потребувате бугарскиот систем, тоа што сме го напишале во таа пресуда не важи во оваа, да законот вели една, судијата да се понаша друго. И додите во Републички судски совет и секојаш да ви мањкаат докази за да докажете дека судијата е пристрасен, а не дека се они пристрасни затоа што по национална база го штитат. Не знам што друго како да докажете и како да верувате дека судството е непристрасно или е честно. Еве, земете последната одлука на Уставен суд. Кога веќе Уставниот суд го употреби бугарскиот систем, тоа што сме го кажале тогаш не важи сега, што понатака да одите? Кога Уставниот суд ги дели граѓаните на клиентелистички работи, земете го законот за банки, како пресудија дека има таму ограничувачка одредба која е антиуставна, ама во законот за парнична постапка исто таква одредба не е антиуставна ограничувачка. Што да збора понатака веќе какви да накуто. Значи, треба да дојдам да ви... Ке подсетам, внимавајте на тајмерот 90 секунди е едно излагање, но и ќе ве охрабрам секој кој што сака дополнителни 90 секунди, се додека траеме, секако можете повторно да се вклучите. Добар ден! Добар ден, Црвена линија. Голем поздрав до вас. Сметате ли дека се неопходни реформи во судството и дали ве како граѓани имате доверба во судството на оваа земја? Во судството немаме никаква доверба, немаме ни 1%, а некако што кажуваат 3%. Имаме 2%. Голема вмешаност од амбасадорот Дейвид Гир и Ангела Агелер, кои преку ноќ ја сменија изјавата. Тие беа за распуштање на судскиот совет и ОИО. А Весна Дамерска ги убеди дека ако се распушти судскиот совет, ќе трпело големи застои кон судиите. А кои се тие застои? Праќаш поплака до судски совет, пример за судијата од Неготино Атос, и праќаат негативен одговор. Те тужат дека си ти виновен, иако си оштетен. Таков е судскиот совет кој врши одмазда, ако испратиш жалба или преставка со цел да не се поплачиш од судијата, врана на врана очи не ваде. Дури судиите се силни, ги негираат и не ги земаат во обзир сите медицински факти и дури и наодот од вештото лице. Се прават како да се боки ситуација. На сите ќе им дојде крајот, само треба живци и страпление. Се надевам и верувам во новата власт, тоест во господинот Христијан Мицковски, дека ќе застане на цврст став за растурање на судскиот совет. Благодарам многу и вам за јавувањето. Продолжете да не следите, да видиме како ќе одговорат останатите гледачи. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Еве, според вас треба ли реформи во судството? Дали сте задоволни од... Судството треба да се растури начисто и да се формира нов судски совет. Ве слушаме, продолжете. Да се формира нов судски совет
затоа што ова што е сега, ова не е судство. Со ова судство управуваат мафијата. Јас имам судски спор 19 години за Гинисова книга на рекорди. 4 пати судскиот, 4 пати управен суд ги има донесена одлуки во моја корист и никој не ги спроведува, ниту има кај да се жалиме. Затоа се треба темелно да се расчисти ова судство и да се формира нов судски совет и нови суди, а тие што грешиле да одат да одговараат за идните да не грешат. Тоа е од мене. Тоа би било се. Добро, благодарам многу и вам за јавувањето. Ете, некои од гледачите се и покуси од 90 секунди, но секако јасни. Благодарам за вашето учество во Црвена линија. Добар ден. Добар ден. Голем поздрав до вас. Еве, дали сметате дека се неопходни реформи во судството? Дали се слушаме? Добар ден. Се слушаме. Добар ден. Судството го памтам уште од 80-тите години на прошлиот век. Знам дека, едно да кажам, се тие состојби во судството се тие што уште СДСМ дојде на власт, направи генерален реизбор и тогаш сите оние кои не му беа по волја на одредени моќници во градовите, беа, иако беа некои добри суди, беа отфрлени и останаа на улица. За да после тоа, кога дојде на власт ВМРО, да помане по конкретно Груевски, Лјупчо не направи многу нешто. Меѓутоа и Груе добро ги почна работите, но со идењето на Камчев и на Мијалков го поклопија и Грујо и почнаа да ги реда судиите како што сакаат. Примеров со Лаличич и други. И сакаа конкретно сите конци во судството да ги превземат. Според вас, еве, какви реформи веднаш треба да се направат? Спрема мене треба да остане судскиот совет, меѓутоа, како што рече председателката, да има колективна одговорност. Затоа што судиите не се толку лоши. Добро, благодарам многу за учеството во Црвена линија. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Добар ден. Имате ли доверба еве во македонското судство? Па доверба не може да се има, немаме. Меѓутоа, сепак, ова ќе биде сјаши мурто да узјаши курто. Значи, истата работа ќе биде. Значи, Мицковски сака да постави своји луѓе во судството, сака судот да е негов. Што значи, тука нема да се добие ништо. Меѓутоа и вака како што е судот, со се судски совети било што, и вака не чини. Значи, така да јас не знам што би требало да се направи да имаме салам суд. Во секој случај Мицковски нема таков суд да направи, ќе направи партиски суд, тоа се знае, го ти направил порано, па истото ќе го направи и сега. Барем спрема кадрите што ги поставува сега на некои си раководни места и што ти ја знам, министерски, што директорски места, едно друго се гледа дека истите кадри се, ама баш нема никаква разлика, значи. Сите се кој од кој по таленти. Така да, мислам, таленти во смисол онај... Сметате ли дека оваа земја има... Дали сметате... Поднаводници. Дали сметате дека оваа земја има вистински кадри, според она што го зборувате? Молам? Сметате ли дека оваа земја има вистински кадри во однос на тоа да се сформира квалитет? Има кадри за кадри, ама тие кадри нема да дојдат до израз. Така, благодарам многу за вклучувањето во Црвена линија. Имавте можност до сега да слушнете најразлични ставови на гледачите. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Ало, добар ден. Имате ли вие доверба во македонското судство? Видете сега, тоа е перцепција. Секој од свое лично искуство си кажува. Така да, перцепцијата е 2, 3, 5% доверба во судството. Ама сета повика е
последниве неколку години околу судскиот совет и обвинителскиот совет. Оти они се заштитени ко бели мечки и немаат ама баш никаква одговорност. Па баш затоа пред година, две-три години, кога беше, дојде една проценителска комисија испратена од Европската Унија, предводена од еден Хрват, сега не знам, многу заборавив името, како се викаше, и он предложи 40 промени да се направат во судството, може би и во судскиот совет. Знам дека 17 се имплементирани. Сега како? Дали преку деловници, дали преку подзаконски акти, преку законски акти и така натаму. Владата е влада. Тогаш била СДС, сега е ВМРО. Влада е во континуитет. И нема шо сега Мицковски да го растура судскиот совет, кога тој и обвинителскиот, кога ти... Благодарам многу за вашето вклучување во Црвена линија и уште еднаш ќе напоменам, внимавајте на тајмерот, токму од тие причини и можете да го видите на екраните за да можете да го мерите времето на излагање. Како и да е, еве, доколку сакате повторно да се вклучите, слободно завртете го бројот. Добар ден. Ало, да се доискажам. Ете, на ова мислевме, повелете на репет. Сакам лично да ме. Дали ти се верува дека во овој денес, во 21 век, постои адвокат кој ќе поднесе жалба до апелација, да не достави докази со жалбата? А тоа мене таа квалификација ми ја дава апелација. Ние сериозно го разгледаме вашата жалба, но не сте доставиле докази. Втората работа. 5 години и повеќе треба на судиката да исправи техничка грешка, една бројка. Се додека предметот оди во наша корис, не се исправа техничката грешка. Кога се сврте пресудата, се исправи техничката грешка. И сега ги прашувам судски совет, што треба да им доставам докази за да го видат пристрасноста на судиите? Пазите, викате 5 години не сте исправиле техничка грешка, судијата работи регуларно. Менуваат пресуда со исти доказ, пазете, доказот за брзоство на кој се менува пресудата е веќе изведен во постапката. Каде ги гледате аномалиите во судството, например во време траењето на процесите? Пристрасноста, клиентелизмот на судиите, подмитливоста и што да ти кажам друго, партиската припадност, националната припадност и корупцијата. Тоа е проблемот. Ние предметот го изгубивме ради корупција кај судиите. Затоа што имаме пресуда извршна, правосилна, судиите ја свртеа пресудата во контра нас. Дали ме разбираш? Еве стојам на располагање за емисијата Кот, ако сакате, целокупниот материјал ќе ви го донесам да видите што се случувало во предметот. Како се врти пресудата? А пазете, се работи за исти судии. 10 години предметот го работат исти судии. Благодарам многу за јавувањето и тоа повторно. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Еве, колку ви имате доверба во македонското судство? Па видите, јас не сум да разбирам од тие правни системи, но едно знам дека правилно во нашата држава нема никакви судски системи. И не знам да се изразам правнички, но знам дека треба и предходните слушатели ги слушав како зборуваат. 99% од предходните слушатели имат некој проблем со судот и исправуваат криви дрини. Но сега правилно треба судот да има народен суд. Ке дојде ВМРО си става негови суди, ке дојде СДС си става негови суди. И се така до недоглед македонскиот народ се лажи. Се додека нема народен суд, мој предлог, значи народен суд, не знам дали ме разбирате што значи народен суд, но народот да се избере од народот и да се стават луѓе кои треба правилно да го пресудат. А не на овој, на Мицковски му застарел, на Груевски му застарел, на Бранко му застарел делото, на тај му застарел делото. И ние што ќе чекаме сега, народот ќе го лажеме само со такви изјави на судиите? До кога ние тоа ќе го трпаме се нивните демагогии? Тој платил толку, кој има пари ќе биде слободен, кој нема пари ќе не биде слободен. Јас немам никаков проблем со судот, никој, ако сум 52 години, не сум имал никогаш проблем со судот. Ни со кривични, ни со никакви пријави.
Зошто сега ние тие сега што ги крадат сите народни пари, ќе плати 5000 евра слободен бил, ќе му земаме тоа. Каде се тие пари? Дајте ги виде народу. И стига се лажеме. И ќе ве молам, вие сите телевизии, сите радија, што земат пари од државата, дај правилно кажете значи на тај народ дека судиите се корумпирани. Јас това ве молам. Не да ги криеме, да ги криеме и се народу, обичниот народ да трпа. Благодарам многу што секако го споделивте со јавноста вашето мислењето и целта на Црвена линија, која што апсолутно целосно постои за граѓаните, односно за вас, драги мои гледачи. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Ало? Добар ден. Ало? Добар ден, во Црвена линија сте. Ало? Дали ме слушате, во Црвена линија сте? Ве слушам, да. Добре ни дојдовте. Еве, според вас неопходни ли се реформи во судството? Да, неопходни се. Јас пред неколку години добив полномошно од мајка ми за враќање на парцела во Прилеп. Делениците добија, меѓутоа ние од здравствени причини не можевме тоа да го сториме. Во законските оквири тоа го направивме, меѓутоа судиката не враќаше парцелата. Се додека сум јас велеше на ова место, ова нема да го добиете. Пишував и до судскиот совет, адвокатот по 2 години се откажа, меѓутоа, на жалост, на крај го изгубив процесот. Добив шекер, молам, и дури го плати мајка ми на 80 годишна возраст целиот трошок на судот. Според вас какви реформи се неопходни веднаш? Јас, опростете, прв пат кај вас се јавам и прв пат на некој медиум за овој проблем добив и шекер. Денационализација тогаш беше таа, меѓутоа, на жалост, прв пат отидов на суд и тотално разочарување добив од судот. Тотално. Благодарам многу што еве се охрабривте и за прв пат еве и во медиуми, особено во контактната емисија Црвена линија, бевте заинтригирани да се вклучите и верувам нема ова да биде само овој пат, туку ќе продолжите и понатаму да бидете дел од секој наредно издание на Црвена линија. Добар ден. Ало, добар ден. Господине Златко, дали сте добро? Добро, господја Тинче, добро. Кажете ми, според вас, дали се неопходни реформи во судството? Многу неопходни, како вашата телевизија и вашето интересување за општествените проблеми. Многу се неопходни, него таа машина за корупција да се сруши. Ама да им помогнат некои наши пријателски земји од Европа или некаде кај што имаме пријатели, да ни кажат како треба тоа да го сториме, а не судиите да ги прашуваме дали може да го растуриме судски совет и ова и она. Значи треба реформи подхитно, иначе не може државата да функционира. Имајте, господја Тинче, вие и нашата Алфа телевизија, управо Телма телевизија, многу среќа и успех во животот. Благодарам многу, секако и ние ви посакуваме секој добро и многу успех и многу здравје. Останете со нас за да слушнете понатаму што се ќе одговорат гледачите. Добар ден. Добар ден, тига. Според вас која оценка би ја доделиле на македонското судство? Па јас до сега мислам нема ништо судство. Од сега натаму дали новата власт. Значи мине, дали ќе подобри судството. Судство нема. Корупција, колку сакаш. Јас мислам така, па другите како мислам така. Ја мислам тоа. Тоа е тоа тио. Јас мислам дека судството е катастрофа. Како тој господин што го уби девојкето, колку време му требаме да го испитуваме? Колку време? Па, му требаме да не да... Те го уби. А тоа не знам каде го има.
од светот. Не може тоа така. Мора да се биде добро. Како? Адвокатвато. А пред нема стиги. Адвокат бе. Те си го купил готово. Готово и... Според вас, дали судските спорови и процеси траат многу долго? Не. Нема. Ма него тоа. Тоа пропадава работа. Да питам дека оваа власт треба да презиме ова голема во властта да го подобри судството. Ама корупција, затварај го судијата. Затварај го. Тоа ти е. Биди поздравен. Бидете поздравени и вие, секако продолжате да не гледате и понатаму. Добар ден. Ало, пак добар ден. Добар ден. Каква оценка би му дале на македонското судство? Што знам сега, оценка, тоа зависи од човек до човек. Не знам ја. Туку да се доискажам ја. Дали има право амбасадорите што се мешаат вака во судство? Има право. Кој даваше средства последниве години? Америка, Европска унија, Велика Британија во подобрување на условите во судовите. Се подобрија условите и во Уставен суд, и во Врховен суд, во овие апелационите и општинските судови. Се со камери, се ставија камери, се озвучија, инвентарите се променија. Слушавме секој ден де Германија дала 3 милиона евра, де Франција дала толку, Велика Британија толку. Тие пари не доаѓа од автономниот судски буџет, туку доаѓа од странство. И сега они бараат, ете така, покрај парите што ги дале, дури ви реков и во претходното излагање, испратија и оценска мисија, проценителска мисија со еден Хрват. Доволно е само да се применат, да се имплементираат и... Благодарам многу за повторното јавување. Ако сте се јавиле втор пат, секако ни ве ограничуваме, можете и трет пат. Благодарам уште еднаш. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете, ве слушаме. Поздрав до вашата емисија и водителката. Големо благодарам. Прво што сакам да кажам, господинот Мицковски не е избран од амбасадорите, него е избран од народот. И затоа треба да го слушне гласот на народот, кој бара подхитно ова судство, овие обвинители све да се симнат, не само Републички судски совет, цело комплет. Таму владее корупција, владее мито. Ако немате пари, ако немате пријатели, отидовте јабана. На здраво. Сакам да кажам еден мој пример личен. Каде може добие пресуда во која има удрено извршност и правосилност, која има поминато година и пол од пресудата, после година и пол да ви дојде друга пресуда. Според вас, каде гледате Разговарајќи со судии, со обвинители, со кого не, сите велат дека пресуда не може да се преиначи што ме удрено извршност и правосилност се помина за толку време. Значи се да ги снема, тоа е, не знам како нема зборови за тоа се каже. И Мицковски да го слушне гласот на народот. Кажете ми и анкетното прашање, го оправдувате ли одговорот на премиерот Мицковски дека амбасадорите се мешаат во внатрешните работи на држава? Точно, па се мешаат, тоа ви... Благодарам многу за учеството. Подсетувам, внимавајте на тајмерот, но еве дел од гледачите како и секогаш прочем ги потпрашуваме из анкетата, но секако сите оние кои што сакате да одговорите на ова прашање, заследете не на Инстаграм и секако да не заборавиме да ве подсетиме дека оваа дискусија може да ја водите и по завршувањето на Црвена линија токму на социјалните медиуми. Нашиот профил е Црвена линија на Facebook, но и профилот на Телма телевизија каде што Црвена линија редовно ги објавува темите за кои што говори со вас. Добар ден. Здраво. Здраво, голем поздрав до вас. Поздрав и до вас. Каква оценка би дале на македонското судство? Под 0. Значи, умрзнење. У минус. Плюс нема за нив.
А иначе што се однесува до овие амбасадори, еве они ова цело време пари давале за овакви суди, за овакви правници, значи за овакви обвинители и сите тие работи. Ова они цело време го поспешува. Сега овој пред народот да си го испере образов, Мицковски што го викаат, а сега као еве народе јас пробувам, ама амбасадорите не ми дозволуваат, ме тепаат по уши. И сега он ќе има утре изговор, еве пробавме ние, ама амбасадорите појаки. Амбасадорите не го гласаа него или го изгласаа можеби, кузни? А еве според вас која е најголема аномалија на македонското судство? Најголема аномалија на македонското правосудство е ностоењето на закони кои не се децидни. Значи, кога ќе речам дека ти си виновна, дека според тој член, според законот си виновна и тој член нема више промена и интервенција во него. Значи, не овака може, ама и овака може да се тумачи. Не. Како што пише, така да се реализира, па да видиш како се решават проблемите. Него секојаш ги извитоперуваат законите и додаваат член. Благодарам многу за јавувањето во Црвена линија. Добар ден. Браво ти, Нафина. Дали се необходни реформи во македонското судство? Кое судство? То не е судство, тоа е злосторничко здружение 90%. Какво судство? Судство би се нарекло ако е барем на ниво на Србија, да речем, Хрватска е за Балканот пример. Бугарија е подобро судството. Овде е злосторничко здружение. И барам до сите убици, злосторници, да не ги именуваат господинот, господјата, тие злосторници, такви створења. Кажете ми според вас каде треба да има пред се реформи во судството? Абе, све чистка наново на избори, на референдум, на избори. Референдум за тој закон да се измени. Кој, убаво каже еден колега, ние го избравме, власта избравме Мицковски како премиер. Амбасадорите не знаат за злосторствата директно, не знаат. Треба да не примат во амбасадите и предметите. Ево. И тогаш да видиме како ќе се произнесат. Без закон за ревизија, жената, индиректно убици се тие. Жената Шекер, многу има починат. Закон за ревизија. Све е ревизија и на нивни жеп. Ако се пензија некој монструми. Од наследници нивни. Благодарам многу за јавувањето. Јас една напомена да дадам, тоа е нашата етика, се разбира, кодексот на Црвена линија. Без разлика колку сте гневни, изиритирани, може би предизвикани од темата за која што говориме како оваа денес, ве замолувам во вокабуларот да не користите навредливи зборови, зборови на омраза и говор кој што алудира на насилство. Тоа е единственото со оглед на тоа што Црвена линија е намената за целата публика, а секако секој од вас може да поентира, да го каже својот став и сето тоа да биде културно и без агресија, особено не навредливи зборови, погредни зборови. Добар ден. Добар ден, Македонија. 90% народ во Македонија сум сигурен дека би кажале дека се за разрешување на сите суди и обвинители. Секој чест на оние мал процент кои се достојни според повикот кои сами го одбрале да бидат суди, обвинители, бранители на правдата. Но за жал тие во најголем дел се претворија петници, дури криминалци, што би рекол Бранко Црвенковски, ако памтите дека октоподот. Кажете ми, според вас, господине Тале, како граѓанин, која е најголемата аномалија во судството? Дали е тоа корупцијата, долгото време траење на процеси? Па мислам дека корупцијата е најлоша, баш ке фамилиарни врски изврзани, таму синови, снаи, не знам, свајчи, сватови, како не се изврзани тие дел, криминализирани суди и обвинители, ако памтите, и Апасиев беше, толку некој го посакуваат, и Апасиев беше, советник за 2-3 евра плата на СЈО и на овие од Цајанева, за да лови македонци кои беа патриоти, за да ги скршат
како македонци да ни сменат име вековно македонјанец, тој Апасиев, нели поданик на Ембер Хоџа. Ве молам, господине Талес, значи да се навратиме на темата како граѓанин, да не спомнуваме сега имиња и особено да не ги навредуваме. Кажете ми, еве, како граѓанин, вас што најмногу ви пречи? Корупцијата, време трењето на процесите и... Ама кажав корупцијата, кажав. И помина времето. Јас сега ќе ви го ориентирам и времето, ако треба и ќе додадеме плюс, но ве молам да не навредуваме луѓе за кои што се разбира, тоа го знаете, редовно се јавуват. Бейли беше амбасадор на Америка во Македонија. Со кое право тој одеше во наше судство да тој диктира кој да биде авсен, како... Благодарам многу за јавувањето. Еве, да немате впечаток дека Црвена линија редакцијата е лоша, навистина ве молам да се воздржиме, барем не јавно, да не ли спомнуваме имења, да вршиме суд за кој што сега како Црвена линија не може јавно да го користи тоа, бидејќи немаме докази, но она што сега го сакаме од вас да го слушнеме е што е она и дали сметате дека македонското судство треба сега веднаш да претрпи реформи, каде ги гледате најголемите аномалии, еве каква оценка би дале вие кога станува збор за македонското судство. Добар ден. Добар ден, Тина, поздрав. Голем поздрав до вас. Ве поздравувам сите во Телма телевизија и сите гледачи на нашата и вашата телевизија. Има, Тина, вака ја велам. Судската власт треба да биде независна од законодавната и од извршната власт. Дали ме разбираат, многу луѓе разбираат, некои не разбираат. Се да појаснам. Што бара во судската власт прсти да стават парламентот и владата? Погруп да видам со изразот, за да ја управуваат и да прават малверзации. Затоа реков да бидат независни. Сега кажуваат, имаме поплаки дека амбасадорите се мешале. Па се мешаат, тие ставија пари, дадоа неколку билиони евра, амерички долари, за да ги обучуваат и се уште не ги обучуе. Сите кои доаѓаат на власт сакаат да бидат газди и на судството. Зашто во судството се вртат големи пари нормално. Тоа е тој криминал што го правиме. И затоа ја потенцирав дека и законодавната власт и извршната треба да бидат не... Премиерот Мицкоски еве напомена дека треба и самите судеи да се реформираат. Да, треба и тие, затоа што има многу припадници на со партиски книжки кои што си работаат за партиите и онака како што ќе им кажат. И тоа е нормална појава, дека и судиите треба да се разрешат. Зашто да се разрешат ако се огрешени? Благодарам многу за вашето вклучување во денешно издание на Црвена линија. Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме, во Црвена линија сте. Се јавувам од гостивар гледачка. Поздрав до вас. Да, фала. На вистина треба многу промени во судството, по моје мислење. Затоа што ништо не функционира. Имам ќерка, самохрана мајка, се жали колку време оди по судови, се жали за алиментација никако да пушти. Се жали по судови, го стужи, го суди, никако. Извршители вика, сме биле дома, не можеме ништо со него. Какво е ова судство да не може да функционира како треба, да донесе решение судот, а не по негова волја тој да се шета, а ќерката да работи по две работи, за да ги издржува 3 малолетни ќерки. Според вас, еве, како би ја дефинирале најголемата аномалија на македонското судство? Катастрофа е. Катастрофа, треба промени подхитно. Подхитно промени, да дојдат попаметни луѓе на ова власт, на ова судство. Да решаваат случаеви што се мачат самохрани мајки, се чудат со мали деца, а овде никој ништо не превзема. Пријатно се јавувам од гостива. Поздрав до гостиварчани, преку вас благодарам што земавте учество во Црвена линија. Добар ден. Добар ден. Поздрав до вас, во Црвена линија сте. Благодарам. Вака, најголемата аномалија е притисок од политичката елита. И притисок од оние моćници во државата, што се во кругот на политиката. Значи, ако нема притисок врз судиите, тие ќе си работат по законот, а не по притисокот, по наредбите. И граѓанството
причина што судиите се корумпирани. Ако нема кој да им даде пари, тие нема да бидат корумпирани. Ако јас имам судски процес и оставам судијата според закон да го реши, ако отидам да му дадам пари, значи јас го терам да се занимава со корупција. Значи не се криви само судиите. Овде од повеќе страни доаѓаат виновниците. И да се распуштат судскиот и обвинителскиот совет, јас мислам дека нема да има решение. Решението е во свеста, во главите. Кажам на кого. Значи, амбасадорите се мешаат, амбасадорите ги подкупуваат судиите, па се мешаат. Со што се мешаат? Со збор? Па тоа не е мешање. Нели ние бараме помош од Европската унија. Нели имаме таму оценска комисија со 40 препораки. Тоа не беше мешање? А сега ова е мешање. Значи сега ни треба нови судии, 90% да ги смениме. И кого ќе ставиме? Од црква по поите ќе ги донесеме, ќе ни судат. Што ги собираат парите од народот, па со автобуси го шетаат цел Балкан бесплатно. Само тие имаат право да шетаат со парите на... Тоа не е корупција? И во црквата има корупција. Благодарам многу за јавувањето во црвена линија. До сега слушавме многу гледачи, тоест граѓани. Продолжуваме и понатаму со вас. Добар ден. Добар ден, Тина. Повелете во црвена линија сте. Од општина Маврово Ростуше се јавуваме. Поздрав до мавровчани кои што следат црвена линија. Фала многу. И Бело Глувче ќе следиме, али понатаму. И Бело Глувче ќе следиме понатаму. Да, оние кои што паметат пред многу години знаат за што зборувам. А1 телевизија, да. Кажете ми, ве молам, според вас треба ли подхитно реформи во македонското судство? Коренити промени на македонското судство, али под надзор на некој мониторинг или на некои експерти. Сега од кај нас нема експерти, да се разбереме. Од страна многу тешко е да се донесат. Меѓутоа, мора да се направат тие коренити промени и ревизија на сите пресудени пресуди кои се неправилно, неисправно врз основа на некои релевантни докази доставени. Има случај што во барање лично, јас имам случај, лично во барањето се бара дека лицето не треба да поседува стан, тој има и стан и куќа и пак му доделуваат нему стан. Тоа е абсурд, некој, не знам како да кажам. Значи, мора на тоа ревизија да се направи или повторување на постапка, то нови докази и со мониторинг на други судии. Судијата тој што суди да има уште двајца контролори на судењето. Која е најголемата аномалија на македонското судство? Па корумпираноста и долготрајноста на постапките. Така, тоа е во целост. Благодарам многу и вам за учеството во црвена линија. Уште еднаш еве поздрав до мавровчани од нашата редакција кои што не следат во моментот. Добар ден. Добар ден. Повелете во црвена линија. Добар ден. Ме слушате? Да, повелете. Јас сум Илиевски од Битова. Поздрав до битолчани преку вас. Ја следам цела емисија, следам, ама препараките мои се без разлика на сите амбасадори или кои ќе настапи во целта да биде амбасадори. Мора да има знаење и преиспитан да види дали сме да оди понатаму во други земји или без разлика они амбасадори што идат кај нас јас ги слушам цела емисија дека тие не се достојни фактички за нашата Македонија. Еве како би го категоризирале македонското судство? Дали сте задоволни како функционира? Судството скроз треба да се елиминира. Скроз да се елиминира, да се постави нови суди. Јас вака ќе кажам еден збор, еден најубав збор. Јас сум бил во средно училиште и професор мене ми рече, пред да влезе во училницата, тој што не беше седнат на столчето, ти имаш 0 оценка. За да дојдеш до плюс,
ќе треба да одговараш. Да дојде единица, пак 90 секунди време трењето, но нема да заборавиме уште еднаш да се заблагодариме на гледачот од Битола, што беше дел од ова издание на Црвена линија, но, драги мои, дојде времето да ги погледнеме рекламите, а по нив веднаш и да ги соопштиме резултатите од анкетата. Повторно по рекламите во Црвена линија, но во оној дел каде што е време да ви ги соопштиме и резултатите од Instagram стори анкетата. На денешното прашање, односно го оправдувате ли одговорот на премиерот Мицковски дека амбасадорите се мешаат во внатрешните работи на државата, со да одговорија 78%, со не одговорија 22%. Како и да, уште еднаш ве потсетувам, за следете уште од овој момент на Instagram, Црвена линија е нашиот профил, но секако и на Facebook, а веќе од утре ќе можете така да учествувате во новата анкета, но и во утрешното издание на Црвена линија. Сега сите вас ве поканувам да учествувате во најзабавниот, најгледаниот квиз Заврти на Телма.